Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Главниот град се соочува со сериозен недостиг на пожарникари, предупреди командантот на противпожарната бригада на град Скопје Звонко Томевски. Според законските стандарди, Скопје треба да има 384 пожарникари, но во моментов располага со само 213, што значи дека недостигаат вкупно 171 пожарникар. Томевски истакна дека недостигот на кадар е долгогодишен и представува еден од најголемите проблеми за ефикасното функционирање на службата. Тој информираше дека неодамна се примени 20 нови пожарникари кои во наредниот период ќе поминат преквалификација и специјализирана обука при целосно вклучување на терен. Недостигот на вработени е хроничен, потребата од дополнување ќе тече во текот на целата година. Очекувам постепено да дојдеме до некој оптимум за да можеме да бидеме поефикасни, посочи Томевски. Освен со недостиг од човечки ресурси, Скопската противпожарна бригада се соочува и со проблеми поврзани со возниот парк и опремата. Дел од противпожарните возила се стари повеќе години, што дополнително ја отежнува работата на пожарникарите, особено во услови на зголемен број интервенции и летна сезона кога ризикот од пожари е поголем. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски информираше дека дел од противпожарната опрема веќе е обновена. Во рамки на обновувањето на капацитетите набавено едно ново противпожарно возило, како и две цистерни кои веќе се ставени во функција и се користат при интервенции на терен. Надлежните најавуваат дека процесот на модернизација и кадровско екипирање ќе продолжи во наредниот период, со цел противпожарната бригада да може поефикасно да одговори на потребите на безбедносните предизвици на главниот град. Општина Центар во соработка со Сдруженијето на пензионери на Општина Центар вечерва со почеток од 19 часот го организира настанот Носталгија за Корзо, сеќавање на едно убаво време. Настанот ќе започне од плоштадот Македонија со символична прошетка низ старото Скопско Корзо. Потоа продолжува во салата на Општинското основно училиште Димитар Миладинов, каде ќе се одржи свечена игранка. Градоначалникот на општината Горан Герасимовски упати покана до сограѓаните да дојдат на настанот и да го почувствуваат шармот на некогашните променади низ центарот на Скопје. Ке прошетаме покрај Ристихиева палата, поранишниот хотел Македонија, Кенан, Ванила и Громби, местата каде што се создаваат најубавите спомени. Ке се потсетиме на златните скопски времиња, кога Корзото беше центар на светот, место каде што се раѓаа првите симпатии и љубови. Еден поглед значеше повеќе од 1000 пораки на мобилен телефон, порача Герасимовски. Скопје наскоро треба да ги добие најавените 100 нови еколошки автобуси, најави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Според него, паралелно се интензивираат и активностите за реализација на проектот за брз автобуски превоз, БРТ, кој подолг временски период беше во застој. Ѓорѓиевски информираше дека тендерската постапка за набавка на автобусите е завршена и дека се очекува во рок од околу 1 месец да започне испораката на новите возила. Станува збор за 100 електрични еколошки автобуси кои ќе бидат пуштени во употреба на линиите на градскиот превоз. Очекуваме дека за приближно 1 месец ќе започне снабдувањето со 100 нови автобуси, што ќе ги добие градот Скопје. Ќе пуштиме во употреба 100 нови еколошки електрични автобуси кои ќе циркулираат по линиите на градот, вели Ѓорѓиевски. Тој додаде дека со новите автобуси се очекува значително подобрување на јавниот превоз и надминување на дел од проблемите со функционирањето на градскиот сообраќај и јавниот транспорт. Покрај обновата на возниот парк, повторно е активиран и проектот за БРТ системот во Скопје, со кој, како што посочи градоначалникот, бил блокиран во изминатиот период. Според најавите, градежните активности на трасата од Ѓорче Петров до Новолисиче треба да започнат на почетокот на следната година. Ѓорѓиевски потсети дека идејата за БРТ првично била промовирана од поранешниот градоначалник Коце Трајановски, а подоцна продолжена и од Петре Шилегов. Според него проектот бил целосно запрен за време на мандатот на Данила Арсовска, но сега повторно влегува во прогресивна фаза. Освен основната траса од Ѓорче Петров до Новолисиче, градските власти веќе подготвуваат документација и за идно проширување на БРТ системот кон населбите Бутел и Драчево.
Јавното предпријатие Лајка во соработка со општина Ѓорче Петров организира теренска акција за заловување и третман на кучиња кои не се обележани со ушна маркица, информираше денеска градоначалникот на општината Александар Стојковски. Тој посочи дека комбето со заловувачкиот тим ќе биде присутно четврток од 17 до 19 часот пред Општинското основно училиште Тихомир Милошевски. Ги повикуваме сите жители кои во својата околина забележале бездомно куче без ушна маркица или се во можност да донесат такво куче, да соработуваат со нашите тимови со цел истото да биде соодветно третирано согласно програмата на јавното предпријатие Лајка. Нашите екипи ќе бидат достапни за информации како и за теренско постапување, доколку кучињата се наоѓаат во непосредна близина на локацијата, истакна градоначалникот. Предност имаат граѓаните кои по завршување на третманот ќе покажат интерес за вдомување на кучето преку јавното предпријатие Лајка, со што, како што вели Стојковски, директно придонесуваат кон одговорно и долгорочно решавање на проблемот со бездомните кучиња. На 13-тата седница на Советот на општина Карпош беше изгласан ребалансот на општинскиот буџет за 2026 година. Советниците разгледаа вкупно 19 точки од дневниот ред. Во рамки на седницата беа усвоени измени на неколку годишни програми за тековната година. Една од позначајните одлуки се однесува на надградување на најуспешните ученици и спортски екипи од основните училишта во Карпош. Општината ќе ги награди првенците на генерација со повеќе дневна бесплатна екскурзија во детскиот камп Каливас во Грција. Покрај нив на бесплатно патување ќе заминат и учениците од најуспешните училишни спортски екипи во фудбал, кошарка и одбојка за девојчиња, како и индивидуално прогласените ученици спортисти за постигнатите резултати во рамки на училишните игри Карпош 2026. Дополнително општина Карпош ќе обезбеди бесплатен престој во истиот камп за 8-те ученички одбојкарки од Карпош кои неодамна го освоија првото место на турнирот организиран од општина Кисела Вода по повод патрониот празник Свети Ѓорѓија. Советниците ја поддржаа и одлуката за надградување на професорите, тренери и индивидуално прогласените ученици и спортисти во училишните спортски лиги. Со оваа одлука ќе бидат доделени вкупно 19 парични награди за професорите по физичко образование, чии екипи освоиле прво, второ и трето место во училишните надпревари по фудбал, кошарка и одбојка за девојчиња. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно